Започнувајќи од 5 мај, денот на акушерите, па се до 12 мај, денот на медицинската сестра, Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри, акушери и стоматолошки сестри, предводена од Сдруженијето за нас, организираше низа случувања кои кулминираа со 7-та вечерна академија, која и овој пат беше организирана во домот на Арама во Скопје. Официјалното отварање на настанот и припадна на председателката Гордана Бешлиовска, која е иницијатор и креатор на оваа движење, кое брои над 6000 членови и секогаш повикува на единство и сплотување на медицинските сестри во земјата. Оваа година неделата на сестринството ја славевме во малку подруга форма, со оглед на тоа дека направивме многу хуманитарни акции со кои што помогнавме и за социјално загрозените лица, помогнавме и за бездомните лица. Меѓутоа имавме и свечена академија на 10 мај во чест на Светскиот ден на сестринството, која што беше со на насока на донација на нашите медицински сестри кои што се болни. Сестрите пееа за сестрите, сестрите донираа за сестрите, сестрите имаа базар од општествено одговорни индивидуални представници, детски градинки, општествено одговорни фирми кои што донираа разноразни предмети и овакво кои што на базарот се продаваа за да се соберат донацијски средства за медицинските сестри кои што се болни од малините заболувања. Секоја година на овој ден на Свечената академија прогласуваме и даваме признание за најуспешните сестри меѓу најхуманите и меѓу другото оваа година од вашата болница во Струмица имавме две медицински сестри кои што се го понесоа ова признание за најхумани сестри од вашата болница. Тоа е сестра Јулијана Рубиева Тушарова, која што е медицинска сестра на одделот за неврологија во општата болница во Струмица, и сестра Татјана Андоска, медицинска сестра во одделот за педијатрија во јавната здравствена установа општа болница Струмица од Кевас. Струмичките медицински сестри, сестра Татјана Андоска од одделот педијатрија и сестра Јулија Рубиева Ташурова од одделот неврологија, го примија признанието најхумана медицинска сестра од Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушери и стоматолошки сестри во името на општата болница Струмица. Сите честитки отидоа на адресата на овие хумани сестри кои што дојдоа од цела Македонија, од сите здравствени институции, од сите нивоа. Тоа беше еден велелепен прекрасен настан на кој што златните словејчиња со химната го отворија настанот, каде што течеа видеопораки од нашите колеги од европските асоциации, каде што нашето здружение е член во Балканската асоциација, во Европската асоциација ЕСНО, во Европската асоциација на сестри со историјат, во ИФ на Европската асоциација на медицинските сестри, од каде што течеа пораки и честитки за денот и за празникот. Добивме честитки, имавме обраќања на представници од Министерството за здравство, од Светската здравствена организација, од нашите колеги од сродните здруженија, како и од представници на здруженијата на пациенти, за кои што ние всушност како професија постоиме и они се суштината на нашето постоење. Она кое што посебна драж донесе на настанот е нашиот гостин кој што беше од Хрватска, господинот Томислав Ковачевиќ, кој што се занимава со историјатот на сестринската униформа. Сум им благодарна на сите учесници од естрадата кои што дојдоа и го збогатија настанот, бидејќи беше наместен оркестар во живо на сцената. Имавме настап од естрадните уметници на кои искрено многу јавно им благодарам. Меѓутоа најмногу им благодарам на учениците од средните медицински училишта кои исто запеа за сестрите, и многу им благодарам на медицинските сестри кои што имаат хоби и можност исто како таленти да пеат, кои што запеа на сцена на сите јазици национални во Македонија, поздравувајќи го целокупното сестринство, а се со цел да допринесат нешто и они во донацијата која што ја собиравме за овие наши медицински сестри кои што се болни и на кои што сега комисијата ќе одлучи каде и како и со колкави суми ќе ги помогнеме од сето она кое што се собра за време на настанот како донација. Не треба никогаш да ги забораваме медицинските сестри и секогаш треба постојано да се потсетуваме на тоа дека секогаш и во секое време се потребни во сечи живот.